Веде председателот на Сојузот на синдикати Дарко Димовски е претепан од група насилници околу 5 зутрина. Со овие вести се разбуди Македонија на бадник. Додека првите коледари ги пееја утринските песни, разрешениот председател на ССМ Живко Митревски со група обезбедување влегол во синдикатот, кој со денови го чува новото раководство и со тупаници ги протерал. Димовски заврши во болница, а синдикалците на улица. Понокната драма која заврши со повредени вратата на синдикатот и денеска, како што може да видите, е заклучена. Пред малку Нова ТВ се обиде да влезе, ова ни е втор обид, но неколку во најмала рака непристојни лица вработени веројатно во синдикатот некултурно разговараа со нас и практично ни избркаа и ни кажаа дека нема што да бараме овде затоа што било празник. Тоа што е празник не беше пречка за поранешниот, или како што тој се нарекува се уште председател на Сојузот на синдикати Живко Митревски, да најми приватно обезбедување и дури да претепа неколку од председателите на гранковите синдикати и веде председателот Дарко Давидовски. Во тој момент, значи, сите тие 3-40 души што влегоа, не може точно да брекам, не ги ни броевме, немавме толку време, ние бевме едно од 15 до 18 луѓе. Значи, факајки ги луѓето за рака, буткајки ги кон излезите, напаѓајќи ги со погрдни зборови, да не кажам цуејки ги со пцовки и за сега тројца од нашите припадници пријавија, односно во разговор ни кажаа дека биле удрени. Тие се надвора, тој е внатре. Обвинуваа дека сите институции спротивно на законите работат за Митревски. Централниот регистер одби да го запише новото раководство, иако имаше решение од Министерството за труд. Но по заменувањето на Ременски со министерот од ДУИ стасало поништување на решението. Ескалација на настаните е токму непостапувањето на обвинителството, затоа што го одзема првично предметот од Централниот регистер и не постапува и ден денес. Ние поднесовме и кривични пријави против директорот на Централниот и сето тоа, но и тужба пред управниот суд. Ниту обвинителството, ниту управниот суд не постапуваат. Навистина не знам. Знаете како, знам еве и најотворено, затоа што една партија е буквално претопена во државата и државата е една партија. Злоупотреба на работници, децениски уназадување на правата на работниците, смртни случаи и повреди за кои никој не одговара и речиси никакво спроведување на законот. Вака изгледа судбината на македонскиот работник од независноста на Македонија. Овој нехуман третман го воспоставија многу влади, но поголема нечовечност демонстрираа лидерите на работниците. Она што е најлошо во борбата да спречува, како го викаат првиот синдикалец кој не е, кој ги гуши активностите, ги клевети синдикатите пред министри и пред владата дека се продолжен рак на опозицијата, дека работат за некои туѓи интереси и така натаму, и тоа е најстрашната работа кога имате обструкција од внатре. Како ги кочи тие работи? Преку министри, преку директори на јавни предпријатија и така натаму. Значи има огромно влијание преку нив. Како го прави тоа? Па многу едноставно се јавува разработена шема, на директорот му кажува дека синдикалецот од вашата организација прави тоа и тоа, ќе му скренете внимание да не прави тоа, ако не ќе лет од работа. И тоа ревносно директорите го слушаат, затоа што председателот на ССМ во случајот Живко Митревски го сметаат дека е нивни човек. Чиф. На директорите, на работодавачите на власта. Живко Митревски за председател на Сојузот на синдикати беше избран во 2008 година. Доаѓа од шумските синдикати. На истиот начин како што сега е избран Давидовски, со разрешување на Ванчо Муратовски од гранковите синдикати. Во 9 години мандат тој не виде штрајкови, не виде мртви градежници, не одржа ниту еден жесток прес, но редовно се сликаше со владеачката партија. Не спомна ниту збор за тоа дека Македонија е земјата која што го држи европскиот рекорд во измени на законот за трудово право, дури 45 измени од 2005-та.
ниту една од нив во корист на работниците. Се пофали со минималната плата, но не се побуни што таа не важеше за незагрозените, текстилните и кожарските работници. Не можеме да се согласиме дека Република Македонија веќе од поодамна навлегува во една спрега помеѓу синдикално-мафијашки корелации. И борбата ќе ја продолжиме. Синдикатот треба да биде отворен за работниците. Митревски со обезбедувањето е внатре во зградата на Сојузот на синдикати на Божик, а синдикалците се надвор, измислуваат стратегии, но велат, ќе оди тешко, бидејќи на нивна страна е правдата, но на страна на Митревски е власта.